Кога го започнавте вашиот мандат, рековте Кавадарци ќе биде зелено. Дали по 2 години Кавадарци го гледате во таа боја? Баш така, кога го почнав мандатот, кажавме дека максимално ќе го озелениме Кавадарци. Ја можам да кажам да потенцирам дека урбано внатре Кавадарци континуирано го озеленуваме и го одржуваме и садиме нови насади и ги помладуваме постоечките насади. Меѓутоа, покрај тоа, и надвор од градското подрачје, на критични места, ерозивни места и места кои се склони на клизиште, а нормално и во делот на екологијата, втора година поред правиме пошумување. Оваа година пошумивме над 20.000 дрвца во Журов дол во Ватча. Тоа е континуитет кој што го продолживме од претходната година. Претходната година ми чиниме дека беа околу 30.000 дрвца. Сега таму кај што имаше негде поизгинато и нови хектаражи ги дооформивме. Нормално продолжуваме со иста програма и план заедно со ЈП Македонски шуми и поддржната единица шумско стопанство Бор од Кавадарци. Тие ни се донатори на самите дрвца, ние заедно со нив, со нашите капацитети од јавното предпријатие и јавните администрации учествуваме во посадувањето на дрвцата. Така да можам слободно да кажам дека во овие 2 години имаме посадено над 50.000 дрвца надвор од урбано-градска средина, односно приградски населби, како што се Журодол, Глишич, Барена и така натаму. Оваа година ние втора година каде што го продолживме тоа, се надевам дека ќе продолжи и понатаму. Тоа се квалитетни или друга? Па мислам оваа година се квалитетни контейнерски садници кои што се ЮКОСАД систем, секоја садничка си има собствена жиличките му се во земја, што значи и така и се пошумуваат. Се надеваме дека успехот ќе биде прилично добар. Се надеваме, меѓутоа морам да кажам дека Журов дол, јас прв пат оваа година го видов, тоа е неверојатно тежок терен. Таму се работи за илесто, глинеста и песоклива почва, која што е многу неотпорна неврзана и неотпорна на дождовите, порани дождови, и затоа целиот тој терен е еродиран, избразден, однесен, така да на места не се ни стое за пошумување, меѓутоа правиме напори бар кај што може да се застане, да се пошуми, и тоа го правиме, а ќе продолжиме сигурно и другата година во истиот дел, затоа што уште има за пошумување. Значи, ако споредам, да речеме, со други локалитети, ова е изузетно тежок, плюс тоа па и јужна експозиција, кај што летниот период, ако не падне дожд на време, кога има потреба, постои опасноста, значи да. Меѓутоа, треба да се настои, упорно и треба да бидеме во тој дел. Оваа година ние на оној дел што беше пошумен, и што имаше изгинато, го пополнивме и уште 3-4 хектара нова површина засадивме. Ако треба до година пак да се пополне, така да упорноста се исплати и една ден тоа земјиште бар да застане. Мислам садниците се со добар квалитет и мислам успех дека ќе има. Упорноста на вистина се исплати? Па мислам дека ќе се исплати согласно и оперативниот план што го има општина Кавадарци, и ова година продолживме есента да пошумуваме. Ова година го сменивме и дрвниот вид, пошто немавме голем успех во изминатата година на таа локација. Се надеваме дека ова година ќе биде добро, па ќе продолжиме на другите локации.